Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде Драган Павлович Латас, новинар и уредник. Добре дојде. Благодарам. Латас, денеска доживеавме нешто ново на македонската политичка сцена. Прв пат во историјата на независна Македонија, 35 години кај ќе правиме годинава, нели, на 8 септември, дознавме дека сите партии и цело СДС работи за ВМРО. Прво излезе Филипче синоќа и кажа дека Шилегов е разрешен поради тоа што одработува за ВМРО ДПМН. Денеска Шилегов беше подоблесен, не излезе за време на Кочанската трагедија годишнината, рече утре ќе кажам, излезе и што рече? Рече целата врхушка, раководството на СДСМ работи и одработува за ВМРО ДПМН и за тоа се на тоа дереже, зашто на ВМРО му одговара. Во превод, јас се шегував, цел СДС ВМРО-вски град или партија. Ова прв пат се случува. Па не мислам дека не кажале ништо ново. Така. И двајцата се во право, така? Да. Они двајцата работат за ВМРО ДПМН. Не сакајќи или не знаејќи или не свесно, работа за ВМРО ДПМН. Зошто? Затоа што и Заев и ВД од Куманова овој премиерот Таче и Шилегов крадејќи работеа за ВМРО ДПМН. Ги убиваа сопствените позиции и функции, ја убиваа сопствената партија за да се натоварат со пари себе. Подиректно работење за ВМРО ДПМН не гледам. Така да ништо ново не рекле, не знам зашто ти така си изненаден дека прв пат во Македонија. Дека го кажам, а севте го кажуваат тоа. Тие цело време го правеа тоа. Цела историја, да не речеме, почнувајќи од транзицијата и првиот дел, цело време си ја сечат гранката на која што седат, политичка ги помнат джеповите, да. Но гранката политичка и интегритетот, имиџот на партијата го сечат цело време и не им е гале. Но сега е севте да чуеме вакво нешто, мислам, убаво е да признаат, нели? Па види, да. Небитно е дали ќе признаат, битно е дека тоа се гледа. Так. Ја да ги потсетам граѓаните дека освен 2002 СДСМ никогаш не победил на парламентарни избори. Никогаш. Так. А и 2002 победи поради тоа што беше договор со Љупчо. Беше јасно дека ВМРО ДПМН со прајање на широка влада во 2001 со Љубе Бошковски од една, а Бучковски од друга страна ја губи војната, и дека и Црвенковски како шеф и Љупчо Георгиевски од другата страна како шеф на таа широка коалиција, свесно ги горат двете партии за да се спасат себе. Љупчо се спаси со тоа што не беше гонет за проневера на пари, со продажбата на Телеком и купување набавки за време на така наречената воена криза без тендер, а Црвенковски се спаси со тоа што се врати на власт. Се спаси од своето исчезнување од политиката. Никогаш СДСМ не победил на избори. А власт имале. Значи, некој поработил друг, а не гласачите, за нив. Тој друг обично се странци, на кои треба одредени периоди да се спроведе некоја политичка одлука. СДСМ е тука сервис, call girl, што би се рекло ако ти затреба тој тип на забава. И го плаќаш, ако можеш да не го платиш, још боле да му замежиш за корупцијата, да се наплати само од нас, од народот и од буџетот. И така течат работите. Сороски ти инвестира 12-15 милиона за шарена револуција, ти после на Сороски му вратиш 35-40, а по последните овие американски извештаи што ги правеа за невладените организации, 50 милиона евра вратила владата на Заев на Соросоидите за шарената револуција што била инвестирана од нивна страна. И ние забораваме дека преку Унгарија добива они поддршка на Фейсбук, се плаќа стотици илјади евра платени спотови, се плаќа платени постови, се плаќа платени коментари на Твитер и некако тоа помина дека све од Унгарија некои унгарци толку многу го сакале СДСМ и Зоран Заев и компанија што инвестирале некои 200-300 илјади евра у него, у тие избори. Ништо ново не кажале, СДСМ не постои као партија, сме го зборали и ова, барем еднаш-два пати до сега. Така да не можеме да коментираме партиски живот во Македонија, а да тука биде СДСМ како коментар. СДСМ не е партија. СДСМ е невладина организација која превземала, окупирала или на некој друг начин узурпирала политичка партија стара, со име и презиме, и сега користи за своји потреби. Тоа што членовите на СДСМ, оние бар кои плаќаат членарина, тоа го дозволиле и нивните гласачи го дозволиле, тоа си е нивни проблем. Јас за нив не сум плаќал членарина, не сум гласал.
Сами се одлучиле да се откажат од сопствената партија и она што е нормално, што е умерено и што се разбира во политика да им отиде у знам, а она што е радикално, што е плюкачки настроено да им отиде у левица. Плюкачите се во левица, ова нормалното и умереното е во знам, и бројките на знам и на левица растат на сада само паја. Оној ти го викаш, оној што го продаде куќата, така? Зборуваме за Шилего, зборуваме за градската куќа. Тој кажа дека врхушката на СДСМ одработува за ВМРО ДПМН. Една работа, врхушката на СДСМ. Венко Филипче, Фани Сорос, Ана, како се викаше, ве мразам сите или беше, не знам, Жерновски. Јон Фршковски. Жерновски, која партија се? Не, ама еве петмината. Од каде овие се СДСМ? Многу добро го познаваш СДСМ. Кој Жерновски се во СДСМ, така? Да. Ја мислам само сега, Удој. Сега може нема да биде само после. Само Удој нема отидено. Да. Само Удој. Беше. Но еве петминава, кој од нив е СДСМ? Филипче беше советник да ти дам едно на... као новинар информација, што ти до сега не се обработал, вечер ја обработува, порталот вечер.мк и као што све друго обработуваме, сакаме да го документираме, да го имаме на папир, да го види некој адвокат, да го види, е стручњак да го процени што е тука, држи вода, што не. Како сме кај Шилегов. Неговите криминали се равни на нивото на СДСМ. Можда не може да се мери со Филипче и Заев, ама тука е, во тој дел. Еден нов случај, да ти кажам. Вака прв пат за тебе и за твоите гледачи. Имаме ние центар на Скопје. Па имаме тука таа триумфална капија. Па лево триумфална капија, помладиве не знаат дека таа зграда се вика Пелагонија. Таа зграда во проектот Скопје 2014 требаше да има фасада. Пелагонија е една од најдобрите и најголемите градежни фирми во Македонија, пред да пропадне, и ја купува човек кој значи не е близок до СДСМ, тој е во СДСМ. Ако гледаме по неговите активности придонес, Пановски. Пановски кој е врзан со аферите и скандалите на онкологија, на ова како се за крв што се вади по болници, со рентген апаратите, со рентген филмовите, со сите скандали кои се да се врзано здравство, станува газда. Човек што се бави со фармација и слично, станува газда на градежна фирма, односно на зградата Пелагонија. Го бива, значи, да. Добро. И сега, Скопје 2014 проектот вика, дај да ставиме нова фасада да биде у комплет со другите фасади во списал на стил и градба. Добро, стајте. Се подпиша договор. За колку време ќе стајате? Пред, кажеме, 3 години. Така, за 3 години. Пократок период, но да биде појасно. За 3 години стават. И ти треба сега да му платиш кирија, пошто зградата е дели фасадата тргната, зградата не може да биде у функција. Прозорите ги менјава, све менја, вода, струја. Доаѓа Шилегов и почне да се гради фасадата. Доаѓа Шилегов. Негова изјава на YouTube можеш да ја најдеш. Додека сум јас градоначелник, фасадата на Пелагонија нема да се направи. Дали ја памтиш таа изјава? Така. Поминаа 4 години. Свесно од неја става фасадата, за да му ја напумпа киријата и обештетувањето за кирија на Пановски. На крај Пановски, на суд, 3,5 милиона у джеп. Ден денеска нема фасада. А има 3,5 Свесно милиона. Шилегов, свесно не дозволува да се заврши фасадирањето на Пелагонија, за овој да не земе за 9 месеца, него за 4 години да земе изгубена кирија. Ставката по која зима киријата е највисока у град Скопје за тој простор, а унутра нема никој. И го пумпа со некој 3,5 милиона. Тоа е судска пресуда. Шилегов доаѓа и вика ќе ги тргнам сите галии. Сите 3. И за тоа градот ќе издвои 5 милиона евра. Дали се сеќаваш? Така. 5 милиона. Тргната е само една галија. И тоа не е ни тргната, уште е таму. Затворена е. Тие галии, нивната градежна вредност, бидејќи не бе уште во функција и разработени за да имат друга пазарна вредност, вреде заедно испод 3 милиона. Таму исто преплатено. Класично кривично дело е оневозможувањето да се исполни на време договорот со Пелагонија зградата, да се исполни твојата страна, да се стави фасадата, за он да не може да бара пари за обештетување на кирија. Ти свесно викаш, не ставам фасада, го поништаш договорот што твојата институција град Скопје го направила и го пумпаш со 3,5 милиона пари
за кирија која не постои, односно никој не користи простор. Истото или слично, само поголем износ се случи со градската куќа. Се кој е поголем лопов тука? Ирелевантно е кој е поголем лопов. Оној што ги леташе дроновите. Не, ирелевантно кој Тој е поголем си купи во лопов, Eastgate. дали Шилегов. Лутени, да. Да, Заев е најголем, тој е шампион. Фамилијата Заевич е шампион. И оној на царовска, нели? Но не гледам согласно времето Со поминато Шилегов, на мандат, да. дека и овој Кумановецот нешто послабо стои. Него жена му влезе у бизнис со струја. Струја. Значи, одеднаш кога 70 денари беше квадратен метар. човекот влезе као подобранен со политика и одма жена му доби релевантен бизнис од кој он стана преку ноќ богат. Не можеш од СДСМ да извадиш никого од врвот на власта да не е врзан со корупција, до врвот. Второ, СДСМ немава прво исклучување, пони Бузлевски го исклучува, Бучковски го исклучија, Љупчо Поповски им беше генерален секретар, го исклучија, го исклучуваат сега и овој Шилегов. Тоа е. Деспотовски. Тој што го замислил проектот, да му порачам, а он ке знае на што мислам. Зад проектот му стои еден такозвани бизнисмен, кој со когод премиер седнал у државава, тој премиер завршил или на робија, или со многу скандали. Тој лик, кој се шпарта од партија у партија, од СДСМ ВМРО, сите овие 20 на години, стои позади Шилегов. Измеѓу осталог зборам. Многу боле ќе беше да оваа игранка со СДСМ или против ова рководство на СДСМ ја почнеше неговиот вработен или да кажеме Игор Шема, чист во политиката, образован и спремен да искочи со образ и со аргументи, отколку што искочи Шилегов. И тој бизнисменот ќе упропасти идејата која овие нормалниве СДСМовци, Шилегов не спаѓа у нив, нормалниве СДСМовци ја имаат. Но ја има таа идеја, постои и тој ја промовираше дека нели ќе реагираат оние вистинските и денеска повтори дека нели продолжува. Ако е Шилегов вистинскиот природен СДСМ, болиш да не менјаат ништо. Така. Мислам нека си тера овој што му беше роб и што му беше потрчко на Никола Тодоров, како се вика Филипче му беше потрчко. Полтрон на Никола Тодоров. Значи сите новинари кои снимале настани, изимале изјави, го гледале тоа со своји очи. И им било непријатно да гледаат неурохирург како на Никола Тодоров му полтронисува цело време. И се ти од ВМРО го носиш на чело на СДСМ. Па ако некој работел и за ВМРО и за СДСМ, тоа бил како се ка Филипче. Но испаѓа истото, Заев кога го намести Филипче за да биде лидер на партијата, влезе со багаж. Не, зборот ми само за ова да крај да кажам. Ѓоргиевска нојот градоначелник на Скопје. Мој совет и моје барање као граѓани и као новинаре да испита ситуацијата околу градешно предпријатие Пелагонија зградата и како тоа градот го напунил Пановски со 3,5 милиона со неспроведување на договорот и дали има основ за кривична одговорност. На Шилегов пред се тука. Тоа е моја порака до новиот градоначелник Орце Ѓоргиевски. Така. Дали ова што се случува сега со Шилегов наликува со она што се случи со Филипче и не бадијала, тој вели нели одработува за ВМРО, да, начинот на кој што функционира СДСМ, ја мислам ВМРО не може да посака подобар противник. Тоа беше факт од самиот почеток. Тој настапи како копаоник, позади него имаше нели нагомилано што се вика афери и доаѓа нов председател и сите рекаа супер, нели одлично. Но кои сите таму нема од СДСМ никој? Зборувам за ВМРО, кој што нели мислам дека глумеа, не ни се свиѓа, ој ваков е, таков е, одлично е да имаш таков реално, сега сите зборуваат за конструктивна опозиција, тикви варени со расо, вели македонскиот народ. Тебе ти треба таков човек супер за да нели ја држи таа опозиција каде што треба да биде. Сега ако зборувам Шилегов како што тој настапува прв меѓу првите СДСМовци вистински. Преродбеникот, нели, ѓоамити, нели, преродбеникот, ренесансата ја нема тука, но ако тој го прави тоа, повторно има еден крив старт, ако гледаме така. Исто како што и СДСМ. Како ти кажам, многу внимание му придаваш на некој што пропаѓа, он решил сам да пропаѓа. Имаше една реченица од Чехов, тој што решил да се самоубие, не може никој да го спречи. Значи ќе се самоубие утре. Да не те повлече и тебе. Па и тоа, да. Зашто значи они решиле да се самоубијат. Нема што ти да им помагаш, ја да им помагам, и може вака да анализираме го од страна. Македонија нема дугачка историја на самостојност, 35-6 години, 40 колку значи 90, 35-6 години.
можеме веќе да извлечеме некои имења кои се репер у својата функција, у својата работа за другите. Има и од СДСМ, има и од ВМРО. Например, од СДСМ да почнеме. Еден Киро Глигоров, со своето знаење и оставање трага во историјата и во својата работа, треба да биде репер за сите наредни председатели. Боли, полош, сличен или различен Киро Глигоров. 100 милиони одбита. Мене ми е жал што не му се дозволи на Ѓорги Иванов, за кој ја имам највисоко мислење за неговиот интелектуален и политички капацитет, што еден круг околу Никола Груевски, не Никола Груевски. Еден круг околу Никола Груевски се трудеше на шефот да не му падне у сенка на некој друг. Се сложувам, целосно. И го рушеа Ѓорги Иванов. Се сетуваш како беше како експерт. Па беше ти во Сител. Ексклузива да го имаш Ѓорги Иванов како, така а потоа ја голтна кнедвата заради тие што ги зборува. А потоа некој ќе ти се јави по телефон ако може да биде пети, да не биде второ у вестите. Значи Ѓорги Иванов не доживеа можност да го искаже целиот свој талент и капацитет. А ја имам многу високо мислење за него, стручно. Ако Киро Глигоров е меркат, од друга страна имаш ти кај ВМРО. Го зимаме сега, премиерите не ги рачунам, они се шефови одговарат за тим, само министри. Го спомнувам сега Груевски како министра за финансии. Направи реформи во финансискиот систем со ДДВ. Остал трага. Зоран Ставревски е репер за министар за финансии и за ВМРО ДПМН, и за СДСМ, и за другите партии. Чекаме кој е боли или полош од него, различен или ист. Независно од незиното гласање, Елизабета Канчевска е пример и репер за министар за култура. Добро, укашка се со тоа. Не, не. Тоа си е една одлука, но позади има трага. Позади има трага. Ја не го гледам така, ја гледам и трагата, и ја гледам и политичката одлука. Нема министар за култура кој толку направи за плати на уметници, за услови на уметници, за згради на уметниците, за филмови на уметниците, за нивниот статус, за уметниците во Македонија, за експонирање надвор за све, како Елизабета Канчевска. Немаш. Александар Николовски, тоа што го прави, што ја прекупува цела држава, тоа што сега го прави Панче Тошковски, он е на добар пут, се уште не е завршен неговиот процес за он да биде репер, но близко е. И тука некаде, да не сгрешаме, уште 3-4 имења, репери за министри, се министрите на ВМРО ДПМН. Ја затвори и очите, ти биди Сашо Ордановски. Дај ми од СДСМ министер, кој е репер за другите. Ја за Киро Глигоров признавам. Да. Ја би ги ставил тука и Мисајловски од оваа клапа. Така е. Муцунски е добар, но Илинка Митрева беше одличен министер за надворешни работи. Види, Илинка Митрева има една голема дупка во незината историја, тоа е 2001. Илинка Митрева, напротив, по моје мислење, беше со Бучковски, со Љубе Бошковски во купот, кој одговараше за поразот и предавството на Македонија пред ДУИ. Пред и потоа, по овој дел, надворешни работи, полиција, војска. Овие три водат војна. Овие три се главни во војна. Илинка Митрева беше една од нив. Она може за СДСМ нешто да значи вака, као некој полупример. Но ако ги земеме сите министри како куп, овие што ти кажа можат да бидат репер за другите. Затоа што листата нивна позади е таква. Бујар Османи. Сакам да кажам, се шалим. Сега да кажам за гласањето на Елизабета Канчевска. Една од тие кои гласа е Владанка Вировиќ. Го издвојувам незиниот случај затоа што јас сум работел со незиниот син индиректно во истиот систем на Силекс или Сител, така да. Значи, да некој дојде и вашиот дете да го стави у притвор со обвинување за затвор. Детево појма нема. Нити ја работи работата за која обвинет, нити е од тој бизнис, само физички носи документи. И да дојдат дома да ви речат. На син ти му следат 5 години, исто као на овој што беше од другата страна на предметот УСЕО од ТВ Нова. Кочан, како се викаше? Кочан, да. Значи исто ќе бидат 5,5 Кочан, 5 синти. Јас би ги прашал гледачите да седнат секој за себе, јас за Владанка зборам. Секој за седне за себе да го погледне своето дете, кој никад ништо не направил. Пред женење детето. Значи таа фаза, свадба се спрема. Да ти речат 5 години киде син ти у затвор, или ова ќе го направиш. Што би направил? Не одговарам. Ничио име не сакам да зборам. Само да се запраша. Само да се запраша. Што би направил тој случај? Секој за себе. Така, секој за себе. Да. Од македонска гледна точка и се нема оправдување за и од американска гледна точка. Така, но и од американска гледна точка. Не може никој да биде оправдан. Не, сега да ја не оправдувам. Подпредседател на Соединетите американски држави, J.D. Венс,
Да. Изрично, изразито, јавно беше против војната во Иран. Он и една група интелектуалци и луѓе заедно со него. Вчера даде изјава дека војната е таа што е, ја поддржува и треба да се заврши успешно и побрзо. Го смени своето мислење. Победија јастребите, така Го смени своето мислење. Да. Човек може да смени свој став и мислење, но прашање е по која цена. Цената не се изразува во пари. Цената не е изразена во пари како за овој од како се вика од струга или од така, Верчани. имаше, да, лукративни типчиња и Така сено е. сепак Не зборам нема за во- нив. И сакам да за се Македонија раздвои. зборувам. Сакам да се раздвои бидејќи оваа жена ја знам и го знам синот. Затоа можам да зборам. Така, за може би атмосферата субјективно долу. да настапуваш, Е сега, Да. ако се секогаш овие министри на ВМРО репер за сите влади како се работи, како добро треба да се сработи и дали си подобар или полош од нив, кај е во историјава СДСМ? И са идеме на афериве. Е, па таму се. Тоа ми е зборот. Така, да. Во купот на црното се они. Во Да. таа фиока се стаен. Почни со транзицијата од било почетокот. која Да. афера, Така. вклучително и гласањето за промена на уставното име, замижи, било која афера, е на СДСМ. Крупна збора. Е на СДСМ. Не можеш да најдеш крупна афера на ВМРО. Зашто? За своја на страна. Нив, јавноста и самите себе се осудија на тоа дека биле орган за прогон и казнување на политички противници. Нивните предмети не сакам ни да ги коментирам. Било што е редовно сустоје обвинителство. Најде ми скандал од форматот на вакцините на Филипче. Кај што умират луѓе. Онкологија. Многу се, ако ги... Многу е поголем бројот на вакцините. Да. Ниеден стручен или експертски тим не утврди колку луѓе уствари починале Починаа поради затоа што не си ги недостигот. добил у февруар како цела Европа и регион, него април и мај си почнал да вакцинираш. И сега го плюкаат Вучиш кој ги донесе вакцините кои единствено ги имавме. А зашто ги Добро, плюкаат? одработуваат. Да се препорача на некоја, што ја знам, Калас во Брисел и така дале. Тоа е сега да Има и српски врски и тука, ама од онаа другата банда што е контра Вучич, така што Да, не се лажеме, да. Прагма не испадна така случајно, Да, сите да, работи се врзани, но дали еве можеби најфрапантната информација што ја слушнавме последниве неколку месеци е онаа што морам да го спомнам пак Филипче, ова што им се случувало, уривањето на СДСМ внатрешно од страна на ВМРО е затоа што рейтингот рапидно им растел. Значи ВМРО паѓало неверојатно, а СДСМ како со Диго, Квасец ли беше? Зошто од внатре го рушат СДСМ? Така. СДСМ го рушат гласачите. Така. Или те воздигнуваат гласачите. Не може да те срушат внатре. Ако ти не крадеш, ако не те фатат, барем новинари, ако обвинителите се прават удрени, во крадење и не го докажуваат тоа со разни изјави, докази, документи, кој ќе те сруши? Ова е само бендисано, врхушката вика ако нив ги решат, пропаѓа СДСМ, па тие не се партијата, тие се само раководната структура, партијата се гарнитура на раководството на СДСМ. Да. 10 гарнитура. Така, да. Па чека беше Керинска после аферата со Microsoft си продолжи уште 10 години да биде во ворот на СДСМ. Стана и Ние не сме заборавиле заменик таа афера генсек, 3,5 милиона долара. Так. А становите ти текна? Па не знам колку станува едно време, нели? Што си ги издаваше на себе? Сами на себе, што си ги издава за да утаја данок. Па не пропадна во политика. Так. Па Бучковски беше, па не пропадна. Тенковските делови. СДСМ е стара партија. Они ВМРО имаат корени во историјата. Зборам за правиот СДСМ, зборам на СДСМ, на Бранко, на Киро, на тој тип политичари, кој добар, кој бил лош, но тој тип што се држи до своите корени. Као што ВМРО не може да најдеш Лјупче едно време избега од корените, кога се бугаризираше за да најде во Европа некој што ќе го штити од прогон, од една стана бугари, значи ќе најдеш ти цело време континуитет на таа идеологија во ВМРО ДПМН. Дури и луѓе што си отишле после кај Лјупче, па се враќале назад, па еве сега некој се задоволни, никој не се откажал од идеологијата на ВМРО. И таа идеологија добро, ВМРО има идеологија, СДСМ нема идеологија. Имаше. Лажеа дека има тоа. Не е така. Нема. Види, во времето Што на им Киро беше Глигоров, идеологија? во времето на Киро Глигоров, Не. во времето на првиот мандат на Црвенковски, на страна приватизацијата, зборам за чисто политички дел, па и почетокот на вториот мандат, до 2001 година, идеологијата на СДСМ постоеше. Луѓето кои се чувствува од мешани етнички заедници, често пати се врзуваат таму, зашто нив го доживуваа како остаток од Југославија.
луѓето го беа така ориентирани, На често носталгија пати се гласаа за шлепа, СДСМ. тоа не е Но идеологија. ВМРО ги внесе и србите, и босанците, бошњаците, и ромите, и турците, и другите ги внесе во устав. Не ги внесе, како се вика, СДСМ. На двете страни е така. Сега јас пред некој ден имав еден состанок со човекот кој ја води македонската заедница во Србија. Еден човек кој, значи, цел себе се дава да направи организација на македонците во Србија. И тоа не е само културна, туку и историска, туку и јазикот, туку државата да се почитуваат меѓу себе средби што станоци. И ми вика, види, во Србија има 15-17 македонци. И има уште на 12 до 15.000 кои доаѓа зборење македонски, имаат македонски презимења, ама се уште се пишеат Југословени. Уште име таму глава. И у Македонија има такви. Така. Има Па и тие се србите. тие, да. Има и србите исто има бивши деца на официри, деца на бивши државни службеници и така дај. Приказката за Сега само порано беше куќиште за тие или за дел од тие. Сега тие бегаат од СДСМ. Идат или кон ВМРО или не гласаат. Бегаат. Добро, и знаме тука Затоа како што се. нема идеологија. Нема идеологија. Реченицата на Црвенковски, кога мене беше гостин на профил, ја памтам ден денеска. Или имаш идеологија или даваш пари. А бидејќи пари нема, мора да имаш идеологија. Е па со неговото одење се изгуби и идеологијата, каква и да е. Добро, полнењето од джеп може да го сфати некој како идеологија, тоа е веќе нели. И у војна и у мир, све се купува. Имаме војни кои ги гледаме, барем у реал тајм сега, Так. све се купува. Но битно е што ќе понуди за возврат. Не се секогаш пари. Не се секогаш пари. Так. Но дали лата се изгубија и човечноста, јас искрено мислам дека вчера, особено на таков ден, кога Македонија се сеќаваше, тажеше, се сеќаваше на тие 63 кочански ангели, ова не е патетика, него навистина го мислам, направија исклучување, се собраа, извршен одбор по барање и на Филипче, за да на таков ден, кога Македонија тажеше и се сеќаваше, и тие со сиот ум свикаа извршен одбор и го исклучија кого друг, ако не Шилегов. Не ли беше Види, малку дегутантно, Значи, нив нечовечки? PR-от им ја води Нема српска логика. агенција, им ја води српска агенција. Јас го знам човекот што ја води, бидејќи Да. сум се сретнал со него пред после шарена револуција. Колку има години? Рецимо 6, 7, 9 години. Беа 21 почина у меѓувреме. Значи он тука спиеше позади Сител у Хотел Парк и сега он доаѓа тука и им зима пари, а 250.000 му е дужен заев од времето на шарена револуција уште. Веројатно ги има исплатено тие пари, па се се уклучи. Они не се ни трудат да го запознаат теренот, Тоа е менталитетот. Канвас школата претходна или Не, друга Канвас е шема? друго. Да. Канвас е милитаристичка, терористичка Така, тоа беше со организација. Сорос, да. Тоа е за спроведување пари на веќе за такво насилно, нешто, да. насилна смена на државни Има обуки институции. нели на Велешко Не, и за овие се да. политичко ниво. Да. Не се терористичко тепање на улица, пукање, кршење и така дале. Канвас кој има пушарна револуција, која се кршеше, која се палеше на председател од кабинетот, како се ќе испостава Пасиев беше таму. Така е. Не за овие искам да кажам. Доаѓа човекот тука зима пари, он се ќе им прави пиар. Значи не знае ништо за Македонија, менталитет, моментални околности, расположение, зашто тоа кошта пари, треба некој да го измери, да го работи, анализира, сублимира и на крајот ти го даде како извештај. И са ти да одбереш од тоа што мислиш дека за тебе одговара. Не. Он доаѓа им зима пари за празни фрази. Платите се мали. Мислам дека од Венецуела до Јапан, таа реченица можеш било кај да кажеш и сегде се управа. Ја водите земјата во изолација. Тоа, тоа се тие празни фрази. Мигрантите, да. Да, не мигрантите може тука да настрада, sada само кај британците многу, Да. пошто они се незгодна нација која ги употребуваш у политика, а не си се договорил со нив, знаат да бидат многу опасни. Не физички по тебе опасни, но да те стават у фиока непожелни па да дремеш 15 години во опозиција. Додека и еден од вас има во раководството. Не првиот човек. И еден од сегашното, ако има, уидните, вие ќе дремете во опозиција. Друг СДСМ ќе направи. Но Тоа е- мигранти тоа- има, лата себе се покажа, мигрирале сите од СДСМ во ВМРО на нивни платен Не список си, се така не, вика. не се си шегува. размислувал на Балкан како изгледа британска политика кога ќе играш мајтап со неа. Да. Тоа изгледа многу незгодно, многу понезгодно него со американци. Американците се пошироки, они те гледаат мало државичи. Тука данас јеси, сутра ниси. Завчера гледав на YouTube анкета на пратениците во Европарламентот да го најдат Иран. Така. И покажува еден новинар, дечкот се црн, тако, и покажува вака карта од Балкан до доле, и од прва да го погоди Иран. Дали од 17 јас кој ги гледав, 14 не знае кај е Иран.
14 пратеници у Европарламент. Ајде да е во Америка добро, 3 ама само. да. 3. Да. Се зборот ми е, ако на британците си земе слобода, на луѓе кои потпишале државен договор со него за стратешка соработка, како што го потпишал Александар Николовски, а заедно со него потоа и кредитот, како се вика, го потпиша премиерот Мицковски. Така, со нив играш ти мајта. Нив си ги користиш као политички жетон у твоето коцкање. Тоа не се заборава. Да. Ја падна им повторам. Сте фатиле мајта да играте со некој кој може да ве држи 10-15 години во опозиција мирно. Мирно. Ознам ќе направи партија со 40 со 30 пратеници. Левица отпај. Ознам, ќе измисли трета и ќе направи. Вие нема да бидете. Не се играјте со такви имења. Тие имења имаат свој понос и свое значење во историјата, а особено на Балканот. Сега само го направи тоа. Све прават они сами против себе, не им треба непријател, тоа сега да ти кажам, остај ги на рад, многу време им посветуваме. Многу ситуации им анализираме кои се нелогични. Не може со рационални зборови и методи да коментираш ирационална појава. Или ниедно лудело не можеш со рецепт да го решиш. Нема таков рецепт. Секој од нив си е посебен и што најлоше, секој ден е различен. И сега ти треба ден за ден да му наоѓаш решенија. И сега со тоа не ги се бавиме цело време. Да се бавиме со ова, што треба држава да го донесе. Македонија покажа дека е држава. Достојна да биде држава Македонија со големо Д. Македонија врати за своји пари, за државни, за 1 милион евра, 300 луѓе или колку беа доскоро од овие богативе Абу Даби, Дубај и така дале. У Абу Даби и Дубај не иде сиротиња, не иде работник, не иде таксист, не иде месар, не иде мојот молер или бравар. Таму отидоа богати. Има и нешто што работеа. Зборувам мнозинството, мнозинството. Отидоа мнозинството инфлуенсери, бизнисмени, бивши политичари и така дале. Динар не платија. Државата ги донесе овдека една мала Македонија, кој у светската политика не значи ништо, дури и статистичка грешка. За разлика од Норвешка, за разлика од Германија, која после нас реагираше и да плаќаше 1000 евра на секој за авионските трошици што ќе донесе. Различна цена за дете и возрастен. Не, Македонија не наплати. Србија не наплати. Србите беа први регион, ми беа пар дена после нив. Македонија тоа е држава. Тоа е држава. Ризикуваше се, вложи цел свој углед кој очигледно е голем. Угледот на оваа влада. Да добие можност, да добие авион, да добие третман неговиот граѓанин, чиј пасош не значи ништо во светов, Македонија. И да го донесеш овде, и јас сум многу разочаран. Ниеден од нив, барем 30 од 300, барем 10%, да искочи на телевизија, да се заблагодари на државата. Не мора на Мицковски, на државата Македонија, што го извадила од воена зона, дури он се сликал. И на свој државен трошак, на твои мои пари, го вратила инфлуенсеров условно од Дубај овде. И не рече фала. Тоа е проблемот создаден од чарана револуција. Губење на општеството, не губење на власта, губење на општеството, на нормите, на нашите стандардни и традиционални вредности. Држава е таа која се деси кочани. Ние сме единствени во Европа од државите кои имале таков ниво на трагедии, кај кој немаше у првите 70 и колку сата се критични нови смртни случаи. Кај год дигна телефон оваа влада, ние добивме помош. Една мала Македонија од 1.800.000 луѓе, која никому ништо не значи, ни море има, ни стратешки е важно, ни пари, ни нафта, никому ништо не значи. У политиката. Ние добивме пријатели, ги зема луѓето, ги лечеа, ги вратија. Немавме починување после пожарот. Еве го Швајцарија. Гледаме, ниф им починува и после вториот, и третиот, и петиот ден, и 1-2 недели после тоа починуваа луѓе кои беа таму во тој пожар. Романија беше исто пред 10 на години. Тоа е држава. Тука се покажува државата колку вреди. Не дали енглезиве џабе жиран да бидат за 6 милиарди евра или 5 милиарди фунти на некој кој не вреди да биде жиран. Ела бе, биди ми ти мене жиран да купам стан од 200.000. Биди ми жиран. Ај биди му на некој што не вреди, шепијаница, коцкар, што знаеш дека утре од дома струја не плаќа, тебе ќе ти ги врати парите. Не. Тоа дека сме режим како Иран и Афганистан, ако ја прашаш опозиција. Тоа не коментирам тоа. Мислам, гледа, ја имам некое
ментална хигиена, до таму. од хигиенски причини. Мислам дека тоа е лудело и дека тоа е работа за лекар, ја у медицина не се мешам. Кога сме кај хигиенски причини и се, утре добиваме нов државен јавен обвинител, 61 е потребен, значи Ненад Савевски ќе биде како и да е. Еве, што би му препорачал ти, што да се фати прво? Па не ќе има ништо да препорачал, он има многу работа, многу повеќе што јас знам. Так. Па, например, јас знам дека досегашниот јавен обвинител Скопски, Гаврил Бубевски, има близу 300 предмета нерешени во ФИОК. Да провери таа информација, јас знам изворно од обвинители. Близу 300 предмети нерешени во ФИОК. Зошто се нерешени близу 300 предмети во ФИОК? Дека нема да трае долго овој обвинител, и тоа треба да го знае, судија е, поупатен од мене, го знае друштвото, ако не го растури кланот на СЈО. Или они него ќе го растури од рок од 6 месеца до година, или он ќе ги растури првите 3 месеца до 6. Так. Ако не ги растури првите 3 месеца до 6, дека дај оставка на време, да не го донесат ситуација да се брука правда у јавност, да му пакот случаи, да му местат луѓе и на крај да му биде странно и непријатно што дошол на таа функција. Доаѓа по предлог на влада, која за 2 години нема ни еден скандал коруптивен. Нема ни еден скандал. Доаѓа од влада која овие 2 години има нови стратешки партнери, како што е Велика Британија. Доаѓа од држава која во овие 2 примера кои ги кажа, се покажала дека е држава, а има и други. Значи, доаѓа од некој кој има кредибилитет и мора да биде на ниво на владата која го предложила. Ако не, нека се оди со време сам, нека го сочи угледот да не се страми фамилијата од него. Или он, или овие 10 од СЈО. Тие 2 не може да постојат повеќе од година дена на сегашните нивоа. Он на новото, кој би го добил, а овие кај што се. Не можат. Едноставно, едниот од нив мора да ќе надвладе. замине. Така, но мислиш дека ќе седат мирни и дека се уште воопшто не подготвуваат или да не речам не работат веќе на случајот Ленче, Фатиме, Гаврил и види 2 милиона лежат на нас. да. Евра. Ние сме 10 обвинители. Државен завод за ревизија утврдил дека сме украли 1 милион евра. Дава ВМРО ДПМНЕ кривична пријава, Гаврил Бубевски и компанијата решаваат да одбијат. Иде кај Јове Цветановски и кај како се викаше шефот на Хајрулај на ова даваат препорака да се врати назад и да се направи истрага, не викаат крив, не крив, зашто немаат право. Истрага направете, па ако каже истрагата невини, невини. Тоа е. Но они во септември носат решение, втор пат, дека нема истрага, а не известуваат нас у март. Пред да се избере новиот државен обвинител, зошто нас не известуваат у март, бидејќи се надева дека ќе им помине Ленче, па нема потреба да се шири ова у јавност. Ама гледат, не поминува Ленче, мораш да го кажеш. Ќе го каже новиот државен, ако не го кажеш ти. Значи, 2 милиона, милионот што е украден и минимум 1 милион камати, треба 200.000 у просек зборам, по човек да ги вратат назад. 200.000 да вратиш ти од джеп, веќе спакуени. Па една обвинител купила 2 стана за децата, па една купила таму 1 евро квадрат што ги даваше ако ти текне на Каилин ден. И такви некои имоти стекнати. Ти се онака си слушнал, нели да. Да, ти се треба тие да ги вратиш пари и да даеш отказ у обвинителство бидејќи си го направи тоа што си го направи. А паднала вредноста на колата. Сега ти замисли која кохезија меѓу нив, да. кое сојузништво, па макар не се трпеле вака лично владе, да овој Сајевски не успее. Сложни попови во петок Сајевски не може да успее сам. Да. Он нема моќ по хиерархија доле да кажува кој што да биде. Но има моќ да влие на прераспределба на односите внатре. Сега кланот на СЈО владее со целото обвинителство и у Охрид, и у Битола, и у Скопје. Владее. И треба он да каже, закон ќе владее од утре. Не вие 10 од СЈО, закон. И овие што ги гоневте, а Хајрулај и како се викаше други, Јове Цветановски, се враќаат назад. Зошто? Зато што они се покажаа единствени спремни да ви застанат на пат. Единствени мажи. Така е. И кадрил може да лела да и да ви бидат они пример дека ако се спротиставиш на кланови во обвинителство па и во судство, нема да бидеш казнет, нема да настрадаш, напротив, ќе бидеш сочуван. Со тебе ќе го сочувам и обвинителството, со такви како вас ќе го сочувам и судството.
Така да ја немам што да му порачам, јас сум само граѓанин. Така. Кој од него очекува зашто неговата плата не е мала. Неговата плата е поголема од на лекар платата или некој други. И за тие пари очекуваме да се испорача она што му е работа. А тоа е да испорача закон. А закон не може да испорача со овие 10 од СЈО организирани како што се сега. Така. А 61 пратеник е само потребен, така што тоа е протоколарно проформа ќе биде утре само гласањето. Види, 67 е потребен да го именуваме 67 може да го разреши. Така. Така да тоа нека знае. Од него се очекува. Не е донесен таму да биде стандард кој сега владее со 2%, 3%, 5%. Да ги потсетам граѓаните. Пред шарената револуција, обвинителството имаше доверба 40%. Сега има 2 до 3 е 5. Така. Пет. СЈО се вика проблем. Значи може ли да ги вратиме Да. за почеток на 20? Па на едно од мандат 22. Савевски, ако сака, не знам сега дали е дозволено 2 мандата, оствари не може едно по друго, да ги врати тој другиот на 40. Тоа се очекува закон. Ништо поише од тоа, ништо помалку од тоа. Така. Имаме уште теми за отворање, мора да одиме со кусиот блок реклами со нас е овата, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Драган Павлович Ватас. Зборувавме за она што ќе се случува во СЈО и околу СЈО со новиот државен обвинител, но дали онаа паника што се чита во очите од фацијалната експресија на врхушката на СДС нели, ајде, ама дали всушност приказката ќе биде повторно Савевски и новиот пристап кој што мора да го има кон оние заборавени случаи. Не зборуваме СЈО веќе ќе рече некој историја. СДС не постои. Да. Значи збориме за Југославија. Добро, ама ќе свирили некој клавир народски кажано Види, и за тоа некој се плаши. Тоа што граѓаните вака го пишат во социјални мрежи нешто, дел од нив сами го препознаваат. Нема ја што као Латас да им кажам со 30 години кариера или ова. Некој го донел Заев на власт. Знаеме дека Заев не победил на избори. Некој го донел и го октроирал. Так, Тоа се Deus вика ex политички machina. речник. Така да. Така е. И некој го донел за да заврши некој работа. Као што спомнавме да поапси пратеници па да ги пушта серијски кој гласа, кој не, да смени име на држава, да смени однос со Грција, да смени однос со Бугарија. Донесе двојазичност. Внесе двојазичност, албанска платформа, све тоа да направи и му рекол ке те штитам. И го штити. Тој некој го штити. Тој некој е појак и од Мицкоски и од сите македонски политичари. Мицкоски не е еден. Значи појак е од нас. Го штитат се уште, мислиш? Апсолутно. Да? Додека А зошто не е во не, Македонија? додека е овој состав на Европска унија на власт. Не е безгранично Да. тоа. Сега се левичарите на власт, неговите. Иако не победија на избори Европска унија, на власт во Бирократите Европска унија се, да, се да. социјалдемократите или левичарите. Они се кој уште година, кој уште две повлада, кога гледаме, кој уште три. Тоа е лимитот на Зоран Заев and family. Тоа е вака горниот лимит. И тоа е. Така. Ќе стрпиме уште малце, ама полека иде истрагата нагоре. После Зоран Заев, најкрупна зверка е Артан Груби. Ако гледаме. Така. Во случај со криминали, со корупција, со политички притисоци, манипулации, он со Сашо Мјалков работиш. Они се друже. Они правеа комбинации. Значи не правиш Али Така Ахмети се најде на црна листа, знаеме зошто, така. Така е, па, не, Заради- па сигурно не е за џабе. Така. Така е. Значи, втората зверка по тежина е у притвор. Домашен, не домашен, у притвор. Така. Политички е мртов, другото седи дома. Што ќе биде со Али Ахмети? Притворот трае 6 месеци, до година дена ќе трае, како се вика, законски норми се исполнат, се подигне истрага и така дале, да затвори истрага, се подигне обвинение и така дале. И после не знам што ќе прави Али Ахмети, тоа што он е темпиран да биде сменет. Едини кој може да го смени е Артан Груби. Беше. И он ќе го смени. Да, Не, мислиш дека и он ќе натаму? го смени, но Да. не да го замени, прецизно. Ќе го смени. Така. Затоа е Артан Груби дојде во Скопје. Да го смени Али Ахмети. А ќе го замени друг. Дека Артан Груби не може да биде шеф на партија со идлина. И заради црната листа, и заради корупцијата, и заради неписменоста со која он треба утре да збори со европијани и така дале, кога го нема тој капацитет. Он е шилицар. Ешо тука на маса, ако може да се Да договориме. се испонаша малку. Пуштан човек утре да го донесе тоа и такви. Така. Трикои. Но он ќе го смени Али Ахмети, тоа 99% верувам и у причината за неговото враќање и у крајниот резултат. И он и Заев
овој ќе помине ефтино. Заев е далеку потешка категорија, иако е овој втор после него, далеку потешка и со цела фамилија. Неговите деца се изживljаваат. Неговите деца со сликање од плажите во Дубај, од скијањата, сега и за време на неговата власт, ги иритираа сите деца во Македонија. Сите деца. И тоа не се заборува, тоа се украдени пари од нашите деца. За неговите деца да го прават тоа. И кога сме кај тој тип на луѓе, тие што сега ги враќаше државата, тоа заборавате да кажа, со авионот на мој твој рачун, на рачун на граѓаните. Од Македонија се одеа, ја напуштам Дупкава, никад више да не видам Македонија, Дубај, ти си моја едина, ти си мој град. Сега ги товареа во авион со сите нивни Луи Витон ташни, со сите нивни пластики по носови, усти и така дале, и ги носе овдека на државни рачун. Со тие се дружат децата на Заеви и тие им прават пиар. И на Заеви, и на децата од Заеви. Тие што државата ги врати. Инфлуенсерите, така наречени. Така е. У Дубај не отишле они туку така. Некој ги примил, запознал, кажал какви се условите, отворил врата и така дале. Затоа за сега само немам што да кажам. И уште 3 пати да ме прашаш овие задни 10 минути, ја немам што да кажам. Збориме за нешто што не постои. Значи, кога ќе биде партија, може да споредуваме, може да мериме, може да правиме што сакаме. Тоа е група луѓе кои сега се колеме и себе, како ја да дојам до печатот на партијата, како ја сега да бидам кај европљаниве пожелен гост, како ја да идам кај левичариве во Европска унија, што е асоциација, како ја да искачам на телевизија секој ден да ме потпишуваат председател на СДСМ. Тоа е. Колку едниот е лопов и другиот е лопов, поголем од нив е само Зоран Заев. Од таа тројка. Шилегов, како се вика сегашниот шеф и Зоран Заев. Филипч, да. Да, и Филипч. Филипч Заев трети го вика, зашто втори беше Ковачевски, сега му извади дека... се Нератони са. Како да. Ковачевски веде премиер бил, мислам, кога Ковачевски е срам у македонски читанки кога ќе стои Ковачевски дека бил премиер. Тоа е срам за државата. Срам. Значи да ти е непријатно. Во CV-то го има прифаќањето на францускиот да ти биде непријатно куќе сове да ти биде. Да. А не да ти биде у држава. Ама ете и тоа го преживеа. Так. Ако гледаш последно време, исто имаат една агенда економска, зборам за целата опозиција. Тука е СДСМ и Левица и дури ДУИ стана економски експерти. Ги знаеме дека се економски експерти за некои други работи во минатото, но сите излегоа и сите кажаа што треба оваа влада, на која што можат да не се лажеме, вода да и носат за економија, особено со луѓето кои што се вои околу неа, и кажа какви економски мерки, што се да направат, како да горивото било поевтино, како Филипче излегува, Ахмети фрази, так, да. Значи, дека водата е мокра, не треба да ми кажеш, дека горе е повисоко од подоле што е ниско, исто тоа се тој тип празни фрази. Значи кажеш вапурелатизам, тоа се вика уметност, уметност ради уметност. Значи, политика ради политика. Да, си го правиш за себе, за кеф и чекаш некој тоа да го изгласа на избори, а не знаеш зошто. Не може да се споредува економската политика која сега води Мицкоски како премиер и тоа што се само го збори. Како ти кажам, као ја сега да земам да идам во операционна сала и да почнам да се расправам со лекариве, дали вака да го сечеме, дали така, зашто ја на YouTube сум гледал. Значи толку е разликата. Ние имаме поголем број вработени, помал број невработени. Имаме најголем раст на бруто домашен производ и на индустрија во регион. Четврти сме по економски ефекти во Европа. Какви такви бев во еден квартал, четврти. Значи, платите растат, пензиите доаѓаат. Не гледам што друго. Се инвестира во инфраструктура поише него у сите 7 години на СДСМ само уште у првата година. Па ја ти кажам, Александар Николовски ја ора Македонија. Он донесе поише летови у Охрид и у Скопје, него целата влада на СДСМ и онаа на Бранко Црвенковски. Заедно. Значи 7 и 4, 11 години. И Вучко 2 до 15 години кога доеме. Нема тоа што овој има за година дена само едно министерство. Овој Safe City што го внесува Панче, па него го чекаме ние 8-9 години. Го внесе. Сега јас само молам Бога да не се претера тоа одзимањето на коли мора малце да се олабај, затоа што тоа не е Safe City. Тоа е веќе друга прича. Safe City е нешто што донесе во Македонија револуција, позитивна. Култивизираш нација, цела. И мене мрак на очи ми паѓаше првиот месец, празен пут, ја морам 48-52 да возам, сеофонот ќе ми се изгаси дур да стасам, ама ја се навикнав.
се навикнав и толку е. Значи, збориме за два света. Не може да се споредува тоа нешто. И затоа немам со кои аргументи да ги споредам. Со што да споредам? Ако се вратиш назад во времето, бидејќи главен аргумент им е зголемувањето на цената на бензините. Сега е 92 денари дизел. Колку е у Германија, знаеш? Така, но еве само да се Не, вратим. да те прашам, колку е у Германија? Евро 2,10. 70. Не е тачно, Савајле, 2,10. Да. Ама веќе у Германија платата просечно 1700 евра, кај нас е не знам колку. Дечко, бензинот го купуваме на иста чешма. На исти простор. Никој германецот го произведува, нима ке донесот, не е пиперка тоа. Ако се вратиме А назад. сега да те прашам тебе, пиперка и уструбица како се поскупи од турскија? Што ги носи од 1500, Ама тие се 2500 километра. специјални, да, тие на заев зборуваш. Тие пиперки или другите нормалните. Нормалните. Така. Ако така гледаш. Значи и Германија и Македонија купува од иста чешма нафта. Кај нив кошта 2,10, кај нас кошта евро и колку Субвенционирано, да. Евро, кома 5. Негде 25% е помална цената. Така. Така? Значи, како кај да нешто поевтина нафта од таа? Тоа е глупости. Тоа е као што бараат минимална плата 600 евра. И јас исто сум за 600. Јас сум за 800 евра минимална плата. 600 мислам дека е малку. За 800, за да живее фамилијата и да не се тресе на 20 сметкиве на први кој ќе да. Но некој треба да го плати тоа. Тоа е некој фирма приватна. Зоран Заев има фирми. 220 милиони беше проценката дека им требало плюс во годината за да биде 600. Не, Зоран Заев има Па нека фирми. ги вратат парите што ги украдоа. Зоран Заев има фирми. Така. 5-6 години, да. Колку е просечна плата у фирмите на Зоран Заев, кои се извозно ориентирани од Минималец. овие, како се вика, што прават краставици Они отровните, да. и така дале. Так. Извозно ориентиран до Дубај дојде. Да. Колку се платите кај него? Нека и качи кај него. Нема проблем. Нека даде пример. Дека можело да обстане фирма со плата од рукав истресена. Затоа што кога се качи платата, се качат и пензиите пропорционално или близу до тоа. Сите сакаме да се качат просечните плати. И сите поддржуваме покачување, но мора да биде одржливо во реални услови. Реалните услови се создаваат низ даношна политика на државата, низ инфраструктура на државата, низ образование, здравство и дипломатија. Тоа се основните алатки. Не дава плата државата ни минимална, ни максимална. Јас да сум, не би работил у државна администрација никад. Нивните плати се минимални. Архитекти, инженери работа за 36-40 денара со години у државна администрација. Ти ке речеш сега, а па ништо не работа, дрема. Значи, дремел, не дремел, ти си го доносил, го земал времето, си го стал. За плата која е испод државен просек. Испод државен просек. Значи дека во државата, во државната администрација платите не се поголеми од стопанството, зборот ми е. Стопанството веќе дава повеќе од државата. Државата може само на своите вработени да им даде поголема плата. А не може на оние у Охис, Охис не постои, у Цементара, у Алкалоид или не знам каде успешни други фирми да им даде. Така да тоа се приказки, тоа е обичен пиар. Нужни се поголеми залагања. Ја бев новинар, млад борец на времето, 29 години комунизам, и ми беше Томи Османли уредник и немаш ти наслов, што да стаиш и вика, стај, нужни се поголеми залагања. Значи, тоа е наслов кој може да стаиш у спорту, политика, временска прогноза, било што, у Македонија, у Полска, Чешка, Шведска бил и секој да се управо. Нужни се поголеми залагања. И насловот е чист. Ето, они се го прават. Водата е мокра, да. Горе е високо, да, управо се. Нужни се поголеми залагања, така е. Платите треба да бидат поголеми, така е. Вербално. Демагогија. Вербално. Значи, постојат знак и носител на знак, се вика маркетинг. Постои вест и која носи. Двете се битни 50-50. Кој ќе ја донесе човек, зад кој стои криминал со вакцини, зад кој стои онкологија и разни други афери. Тој се вика Филипче. Да. Тој се вика, а болницата, такозвана болница, уствари чекална, у Тетово, кога Филипче ќе каже овие работи. Жан Митрев да не го заборавиме. Марихуаната па кај Не, шефот. они не го забораваат. Него, Да. мислам дека кога Жан Митрев води работата добро на суд, мислам дека не успеа обвинителство да го направи тоа што мислеше да го направи, и мислам дека таму
се големи шансите да тоа заврши позитивно за него, а негативно за создавачите, зашто ИРЛ сега ги укинаа дури и заради пиратерија, односно користење А оние кои што скокнаа против СЈО сега и тебе те споминаа, нели? Ние сме тие. Ја 30 години водам војна со нив, ова е четврта генерација. Јас сум со Милче Ги раснеш како 95-та. ги менуваш. Само за крајот, значи да им кажам на гледачите со кого не имаме работа. Ние имаме работа од комунизам. Комунистите си одат, државата пропаѓа. Грабаат фабрики, фирми, стадиони, се што може да се оплячка и да се даде под кирија, се распродае. Битола текст не постои, тетекст све тоа распродаено. Така, доаѓаат нивните деца у невладени организации, на Јане Милјовски, на Денко Малевски, такви ликови, кои се преоѓаат у невладени организации, Милчин, татко му. Значи, у невладени и ги штитат бизнисите на партијата на нивните татковци. 95-та почиња таа спрега. Фондација Македонија на втората генерација комуњари, која штити првата дурплячка. Штити првата, дур го прода на времето уште, знамето. Ја штити, го продава името. Ја штити 2001 капитулира. Ја штити 35 години. И се доаѓа шанкери, пошто више се истроши овие, како се вика, внуците, станаа богати, кој школа на странство не му се враќа, и се дојдоа шанкери, конобари, тој тип. Ево ви, ИРЛ, МИРЛ, се од таа квалификациона група. И се они продава знаење за здравство. Жан Митрев, пази, Жан Митрев е човек кој основополагач на кардиохирургија во Македонија. Историска личност за каква се дига споменик у државна клиника на сите кои што основоположници на тие клиники. Ово е основоположник на кардиохирургија. Треба да ти биде част, добар ден кој ќе поменеш, да ти каже. А не ти со ИРЛ да го малтретираш, рекетираш да му земеш оно што он го создал. Но не е само он. И Ангјушев. Приказата која он ја праја за Ангјушев, за оцрнување, влие и лично на човекот. Јас сум бил, мојот син е генерација со прилика со неговиот син. Јас сум бил у фирмата Брако, кај што прават овие за устранство со чистат улици. Апотека. Добро, неговата мешаност во владата на Заев, тоа мене не ми е... Не, он е по предлог на ЮВМР беше. По предлог е на Стопанска комора. Не е по предлог на нена партија. Време фати. Сега, идемо дале. Шетаме по фабриката. 20 луѓе бутнати прават еден прототип на ново машинче. Едниот е дига главата, работничко облечени, све. Оп, син му. Неговиот син не е у Дубај. Неговиот син е не е во Кенија на сафари. На машина е. Ангјушев него одбра ни ВМРО, ни СДСМ. Во двете влади беше како што беше Минчев. Минчо Јорданов. Двете, по предлог на Стопанска комора. Но ИРЛ најде интерес да се напаѓа кај што има пари. Како ИРЛ не ја нападна лотарија за, рецимо, Артан Груби? Како не ги нападна овие дои мои... Ама поврзаноста со купопродажбата, понудата на Заев и Филипче кон Жан Митрев, за кој што посведочи тој, се случува уривањето на цената преку некого. Случајно, нели, а случајности во светот не постоеле, нели. Така што премногу работи. Се мислам дека сите го знаеме тоа и граѓаните. Види го знаеме, ама убаво што судот го осудил. Сега имаме и папири, имаме надеж, судов побрзо напредува од обвинителството, знаеш? Така. Кај судиви имаше и страф. Ги оценуваа, ги држеа. Ако не ме слушаш, пресудата не е така кај се Јанке Заев, а Заев, ти знаеш дека може да те смени утре на судски совет и судиите живеа у страф. Обвинителство и апелација беа латките главни на Заев. Судството, основното, беше у меѓу простор. Некој да, некој не. Овие први се ослободија. И веќе гледаме примери. Не е само ИРЛ, има и други. И веќе гледаме примери. Не се тоа истите луѓе. Дишат. Така. Која дишеш? Тере. Така. Мислиш дека сепак еве за крај работиве ќе одат на подобро? Зборувам и за случајот кој што го спомнав со Жан Митрев, Заев и со Филипче, отворена е истрагата. Мислиш дека и таму нешто ќе се случува? Не. Види, се уште се таму свеја. Да. Види, СДСМ имаше една финта, многу проста. Секого сватлива. Кога ние као новинари ќе отвориме афера и ќе ја документираме. Они седат и размислуваат вака. Чекај, за ова може некој застарува за 10 години, ќе бидеме на власт уште 3 или 5, ќе ни даде 6-та година кривишта, ќе чека. Нема сега. Он сам ќе си ја даде. Сам ја дава обвинителство, негов човек.
ја дава, обвинителот ја одбива. И ти више никогаш не можеш да даеш за истото дело нова кривична пријава. Така СРСМ спаси барем 1/3 од своите криминали на време давајќи кривични пријави со план да биде одбиен и бил одбиен, за да не можеш да му даеш ти. Тоа сега ќе се случи додека со овие 10 од СЈО, со сите кривични пријави што доаѓаат, ќе бидат одбиени. Да завршам кај што почнавме. Еве јас да го замолам. Државниот јавен обвинител нов од утре. Дали е вистина? И ако е вистина, која е причина? И ако има причина, која е последицата? Од 300 предмети кои Скопското јавно обвинителство во мандатот на Гаврил Бубевски ги држи во фиоки непроцесуирани до крај. 300. Тоа е се. Така. Ти благодарам што беше мој гост. И ја на тебе за времето, на гледачите за вниманието. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.